Нов соговорник кој веќе ни пристигна во студиото 3 на Македонската телевизија. Со него отвараме неколку теми за кои има големо познавање. Задолжен е за експертизата на мостот Беласица и очекуваме одговори кога оваа сообраќајна артерија ќе му се врати на градот. Ќе зборуваме за невремињата и последиците од нив, но ќе зборуваме и за сеизмологијата. 60 години по Скопскиот земјотрес, каква е градежната слика во главниот град? Имаме ли сите иста визија за градот во кој сакаме да живееме? Сите овие одговори ги бараме од професорот Михаел Гаревски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Споменав различни теми, но за сите имате познавања. Токму затоа и во повикавме во студиото 3 на Македонската телевизија. Ќе започнеме од она зашто најмногу се зборува изминативе денови мостот Беласица. Излегоа најразлични информации. Прво од градоначалничката Арсовска дека оваа недела би можело да биде пуштено во употреба, но од друга страна вие со поинакво мислење. Каде е тука сега вистината? Па значи со градоначалничката се согласуваме, односно така и беше и пренесено, дека зајакнување на мостот не е потребно, него е потребна лесна санација, некој вид рефреширање, како што нас се изрази. Треба да се врати делот од паднатиот бетон, кој ја заштитува меката арматура од корозија. Значи, сепак, без разлика што мостот е стабилен, не е професионално да се пушти се додека не се изврши оваа лесна санација, која што однапред се знае дека најправилното решение ќе биде со торкретирање. Но, за да може да се направи санацијата, значи неминовно е да се извадат цевките од СМ. Така да пуштењето на мостот во најголема мера во моментот зависи колку повргу СМ ќе ги тргне цевките за парното грејење, топловодите. Коригирајте ме ако грешам, на последното линковско вклучување кога бевме јас и вие, мислам дека некои 3 недели помина од тогаш, ги споминавме тие цевки дека очекувате да се тргнат. Се уште нема абер на оваа тема, што значи дека ако зависи тоа од нив, веројатно сето тоа го пролонгира и условно кажано рефреширањето, односно санацијата на мостот. Можеме ли да зборуваме за рокови тогаш? Се се поместува, не е благодарно да се зборува за рокови, бидејќи навистина некојаш времето бега. Јас реков дека можеби ако навреме се отпочне со санацијата не поеше од 20 дена, но сепак тоа е многу оптимистички, затоа што сега ќе компарираме една обичка поправка на стан дома која ќе правите, па одзима повеќе од можеби 10 дена. Сепак ова е мост и санацијата би требало да биде минимум 20 дена, максимум нека биде месец и пол, не може прецизно да се каже, но повторно единствено за да се убрза мостот да се пушти повргу, може да биде следната работа. Паралелно, како што ќе се вадат цевките, особено на оној пристапен дел, каде што може да се пристапи одма без таа платформа која што им е потребна на топлификација, да ги вади цевките во централниот над реката Вардар. Ако се почне паралелно, повторно, мислам дека негде 1 септември може би било реално отварање на мостот, бидејќи после санацијата, после 5 до 10 дена треба да се направи пробното варење, како еден доказ дека мостот навистина е сигурен. Но зборуваме за нешто за што генерално нам ни се брза, но реалната слика на терен треба да биде поинаква и треба да се зборува првенствено за безбедност. Апсолутно, не е едноставно и јас превземам голема одговорност со самата експертиза, бидејќи овие се конструкции малце посложени. Да беше обична армирано-бетонска конструкција, тогаш децидно многу брзо за еден ден ќе се знаеше дали конструкцијата е во ред или не е. Овдека постоеше дилема дали евентуално дошло до релаксација на тие кабли за преднапрегање, кои што практично го носат мостот, од параметрите кои што ги добивме, особено од параметрите дека
градот прави оскултација негде на 2 години на контурата на мостот, направена 2020. Јас го задолжив градот да направи повторно оскултација на мостот. Оваа година на самиот почеток беше направена. И тоа е еден од параметрите, бидејќи поместувањата пред пожарот и после пожарот нема скоро никаква разлика, што на некој начин укажува дека нема попуштање на каблите, бидејќи ако каблите би попуштиле, би се јавил некој вид угиб, може да би не толку визуелен, но кој што може да се измери и да кажам и фала Богу, нема манифестација на прснатини или пукнатини на мостот, што најчесто се јавуваат ако доаѓат до релаксација на каблите. За автомобили е затворен, но велосипеди и пешаци гледаме на мостот безбеден. Безбеден е и јас кажав уште на самиот почеток дека можат пешаците и велосипедистите и моторциклистите додат, може би малце по-ризично под мостот, бидејќи се уште може да има отпаѓање на некои делови од бетонот, а на самиот мост не е воопшто безбедно, дури за време на мерењето една кола малце дрско помина низ мостот и се врати. Има и храбри возачи. Добра. Целава оваа ситуација со Беласица не потекне изминатиот период и ние со нашата екипа да излеземе на терен и да видиме каква е состојбата со останатите мостови во градот. Кај дел од нив забележавме сериозно нерепрезентативна слика. Еден од нив, например, беше мостот во Визбегово, за кој што и граѓаните, да речеме, алармираат за безбедноста на истиот. Дали се и тоа што се случи со Беласица? Треба да е доволен апел и до градските власти, до локалната самоуправа поединечно во секоја општина, да внимава на мостовите и надвозниците и да се направи дополнителен увид на терен? Апсолутно, треба да се прави периодична инспекција на мостовите. Верувам тоа што сте го забележале дека е така, бидејќи отпаѓање на бетон доаѓа не само поради пожар, него и поради други атмосферски влијанија и сето тоа, и тогаш доаѓа до корозија на арматурата и опасност мостот на вистина да попушти, да не речам да падне, но сепак овие се капитални мостови и овие се, како да кажам, поризични. Треба да се мостовите не смеат, како би рекол, да се запуштат. Особено мостовите кои што се со преднапрегање. Тие континуирано мораат да се монтираат, бидејќи се знае во светот дека повремено во текот на нивните години, да кажам, на мостот, доаѓа навистина до релаксација на овие кабли, не само заради пожар, и тоа е еден од клучните проблеми, че се јават мали прснатини кои што после ќе влијат на корозијата. Така да, и кога ќе се пушти овој мост, ќе треба повторно да се мониторира преку геодетско снимање, а и да се прави барем на 2 години инспекција да се види неговата состојба. Го водите Институтот за земјотресно инженерство и климатски промени, што значи дека имате познавање таа област, па и наредните прашања се токму за овие теми. Добро. Имавме на време изминативе денови во Македонија направија големи штети во одредени градови. Сега се зборуваше многу за тоа дали климатските промени се последица за се ова што ни се случува, што треба да направиме во годините кои што следуваат. Моето прашање е дали треба да размислуваме превентивно во однос на штетите кои може да настануваат во годините кои доаѓаат, бидејќи времето едноставно се менува, климата се менува. Па да, факт е дека имаме екстремни појави и се толкува дека е тоа како резултат на овие климатски промени. И мене ме зачуди ова, иако не поднос на висока температура, него обратно последниот месец што се случуваше, од кога знам за себе ваква клима немаше. И нормално е дека ние треба да се спремаме нашата инфраструктура да биде поотпорна на овие екстремни појави, како што се високи температури, суши. Факт е дека
континуирано се намалува нивото на Преспанското езеро. Така да ние мораме да водиме сметка и да превземеме мерки колку што можеме за да ја направиме нашата инфраструктура по-отпорна од климатските промени. Прочерни доста меѓународни проекти, и ОДК, и UNDP и другите агенции финансираат проекти за контрола дури на објектите од некои нови екстремни појави што би ги на некој начин може би и оштетиле. Имаме и видеоматеријали кои што се снимени од нашите екипи, а се од невремињата и Делчево прогласи исто така вонредна состојба, бидејќи имаме изливање на реките во целата држава. Имавме слики кои што не беа нималку пријатни да се гледаат, а да не зборуваме како име на граѓаните кои живеат во овие подречја. Апсолутно, еве како што слушав сега кога разговаравте од Франција, исто има мини торнада, има поплави. Мислам дека и у Србија гледав исто на телевизија, значи тоа е малце необично. Во секој случај, и минатата година имавме многу тие поплави кои што се случуваат, така да навистина влијанието на климатските промени е очигледно. Обилните врнежи од дожд секогаш се поврзуваат со земјотресите. Вашиот одговор секогаш е спротивен на нашите предпоставки, ќе биде ли исто и сега, ако ве прашам? Ќе биде исто и сега, не се приближува 26 јули. И јас не сметам дека поради еве зголеми врнежи, можеби поплави, дека ќе има земјотреси. Ке нема земјотреси, но секогаш кога велам ке нема земјотреси, мислам на земјотреси, ајде да кажам, со магнитуда поголема од 4. Такви велам ке нема. Добро. Но сигурно може да се случат земјотреси со магнитуда 2, кои што нема да осетиме, или 3, или 3,5, бидејќи тоа е нормална активност. Такви земјотреси имаме многу често, но не очекувам земјотреси на четвртка. Годинава споменавте, одбележуваме 60 години од разорниот земјотрес кој што му се случи на Скопје 1963-та, земјотрес во кој што според информациите повеќе од 80% од зградите беа разрушени, почна процес на масовна градежна експанзија кој што се уште го остава отворено прашањето каква е градежната состојба во метрополата. Па јас стално изјавувам, некои колеги можда ми замеруваат што така доста смело зборам, јас повторно велам од аспект на контрола, ние имаме една од најголемите контроли во Европа, би рекол, бидејќи покрај тоа што проектот за објект кој што треба да се гради поминува низ ревизија, во Законот за градби имаме уште еден член 4А, каде што вели специализиран научен институт во областа на сеизмички отпорни гради треба да издаде мислење за проектот пред да се добие градежна дозвола. Така да имаме контрола на објектите на проектот практично 2 пати и плюс за секој објект кој што е поголем од квадратура од 300 квадрати, институтот, конкретно и мојот институт за сеизмички отпорни градби треба да иде на терен 2 пати во почеток на градбата на конструкцијата и уште еднаш при крај да утвори дали градбата се работи спрема проектот кој што е даден и повторно да се контролира марката на бетон, да се види дали арматурата која што прописана се става, така да сметам дека ние имаме едни од најконтролираните, па автоматски најсигурни градби, би рекол во Европа, но тоа е според нашите прописи. Значи, некој, сигурно дека можеби во Италија, бидејќи сеизмичноста е малце повисоко од нас, тогаш нормално тие имаат проектирање со повисоки сили. По земјотрес од 63-та во Скопје дојдоа бројни урбанисти, инженери, сеизмолози, архитекти, па и политичари, за да го создадат најдоброто што во тој момент беше во урбанизмот и архитектурата, кај нас во главниот град. Во обновата учествуваа повеќе од 90 земји во светот. Какво е Скопје 60 години по
земјотресот? Каков е вашиот Па, впечаток? очито, иако ја не сум урбанист, велам дека ние го гушивме Скопје, практично наместо да се размислува како што беше на почетокот, оние убави населби, Тафталиџе 1, Тафталиџе 2 и сите други, кои што беа само за приземни, сега пополека стануваат населби со објекти, дури имате и по 5-6 спрата многу големи објекти и нормално дека тоа донесува проблеми и за паркирање и за движење на сообраќајот, нормално уште повеќе за загадувањето на воздухот, а највеќе и за тие климатски промени. Така да, ја не знам, од друга страна, општините некако им одговара да се гради, затоа што на некој начин они самите викаат, ние ако немаме приход од, да кажеме, од комуналиите, не можеме да се издржуваме, но тоа не е добро. Нека се работи по некои модерни убави населби у близината на Скопје. Ја имаме листата визија и ние како граѓани и локалните самоуправи за градот во кој сакаме да живееме и ние генерациите по нас. Така. Ја немам истата визија. Ја не знам, велам дека едноставно, особено не во центар, секаде е пренабиено. Истото се однесува и за Карпус, се однесува и за кисела вода. Единствено остана и таа се зафати делумно аеродром населбата, ондека на почеток тие војни ниски згради практично стана еден куп високи згради, што не е добро. Се надевам дека барем некако аеродром ќе го сочуваме на некој начин и еве и ново Лисиче. Оваа тема ја завршуваме тука, продолжение ќе закажеме за 26 јули, може така? Може, да. Благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро и сите одговори кои ги баравме и ги добивме од нас. Благодарам. Благодарам.